колку Веста за тебе, зашто реално беше многу популарен кога беше генерален конзул во Њујорк, колку твоите приказни од Њујорк ги проверува новинарите? Колку? Нула. Затоа што и да спомна дека мораш да провериш 2-3 извори, да се увериш каква е приказната. Нема проверки, ја не се сеќавам на такво нешто. Се сеќавам на 150 најмалку текстови што беа напишани на овој или на овој начин. Значи, пола година ти си го кревал тиражот? Па не знам дали сум го кревал тиражот. Ја ми се чини дека бев онака дел од одработување на една агенда. Бидејќи како што често пати знам да зборувам приватно, сега сакам јавно да кажам, постои една институција во овие кругови на моќ, која што е лоцирана во една партија, еве нема да именувам, која што ние не можеме да ја дефинираме се уште со луѓе затоа што работи во исклучителна тајност, која што седнува, става на маса луѓе, имиња, презимиња, ги дефинира кој треба да биде уништен, кој треба да биде распнат на крст, кој треба да биде медиумски експониран, односно негативно представен и работат на таа тема. Некои од тие новинари се само извршители во креирањето на јавното мислење. Значи таа алка која што оди меѓу јавното мислење и таму. Организација не разбрав, извини? Тоа не е институција затоа што не може да се дефинира. Тоа е дел од една партија, меѓутоа многу тесен дел, кој што според тоа што јас го знам, значи не сум застапник на некои теории на завера, па масоните, па сите против Македонија, цел свет. Туку мислам дека луѓе кои што се исклучително паметни, високо образовани, кои што знаат што е технологија на владење, само тоа го применуваат за да задржат континуитет на една структура.